Поречие е интересен и атрактивен планински регион во Западна Македонија, што го населуваат над 50 села. Обкружени со високи планини, поречките села се распослале по течението на реката Треска, па по се изгледа дека и самото име е дојдено оттаму. Инаку оваа област зафаќа огромен простор, од кои половината се шуми, а остатокот ниви, ливади и пасишта. По својата географска конфигурација некако е изолиран и отцепен од другите региони и едноставно оставен и недоволно поврзан со светот, живее сам со себе подалеку од цивилизацијата. 50-тината села како орловски гнезда, што се разместени од двете страни по течението на Треска, го живеат животот на доцниот среден век, обстојувајќи на ветрометот на политичките собитија што овде во минатото, па и денес, имаат уплив во размислата на овие честни и се уште по многу нешта незагадени горштаци. Како регион, како селски населби, датираат многу одамна, за што зборуваат археолошките остатоци, што ги има по секое ридче и планина, но особено се присутни имињата на селата и населението во периодот на турското владење во Македонија. Селските населби, според оддалеченоста од реката Треска, поделени се на горно и долно поречие. Во минатото овој регион бил поврзан со неколку комуникации кои му овозможувале допир со светот за разлика од денес, кога единствениот пат е преку македонски брод, оддалечен од Скопје 240 километри. Денеска е Петровден. Се собрали сите народ, дошле, играат, пеат, се веселат. Утре сите си заминуваат. И куќите ќе си заклучат и нема никој, овде станале по 20 старци. Така живеат со маки. До пред војната, поречието беше весел крај, каде што острите звуци на зурлата и тапанот, проткаени со милозвуците на гајдата, ја параа шумовитата поречка клисура, исполнувајќи го просторот и давајќи му некоја живост. Денес, ако случајно намирник залута да набере некој благодет од природата, било тоа да се лековити тревки, печурки или пак да види како изгледа еж, желка или змија, ќе добие чувство на испустеност, на зачмаеност, една монотонија што убива, распаднати куќи, села без детски джагор, отворени и докопани прозорци, иструлени порти, сето налик на поминат тајфун, на една фурија која зад себе оставила трајни и неизлечиви последици. Тоа е таа слика што останува впечатлива и неизбришлива. Слика која човека го наведува на размислата дали овој крај воопшто некогаш постоел и живеел, каде е тој народ, каде се тие деца, таа прекрасна младина, каде е живоста и што се случи со ова население, со овие села, со илјадниците грла крупен и ситен добиток.
Ја и бабава имаме 6 деца. Од 6 деца сите разотидоа по градишта, по села, по далечника што можеа парче леб да заработат. Останале уште ја и бабата овде да чуваме ова наша касарна. Се мачене на коже, правене, ама мислејќи децата тука ќе ни останат да живеат. Ама тие не остана ниедно, ја уште сме овде. Ме заболя едно време, мене заби, не можев да појда на Забар, брод далеку е, превоз немаме никаков, па мораш овде да молам луѓе ја да ми ги ваѓаат забите со коњски клешти. Дали природата е виновна за сево ова, или пак човекот со својот неразум за овој денешен пустеш? Токму овие беа и првичните размисли на новинарите Мишо Нетков и Мето Петровски, што ги наведоа да завлезат малку подлабоко во поречието, со цел да направат едно видување на поречкиот човек, на поречкото село, да го почувствуваат воздухот што го обкружува поречанецот, да проговорат нешто повеќе за се она што со децении се наталожило како скрама во душата на овој гостопримлив и миролюбив човек од поречија, со стално место на живење во македонскиот дел од пеколот. Гаврил Сидоровски, работам во шумско стопанство Македонски Брод. 22 години, секач. Тука живеам во село Битово, ама по тешки услови. Пре свега може подобро се живее, само пречка овде за нашето село, патот, превозот, автобусот е удален од нас многу и тоа не слабо никој не превзема мерки за нас. Патуваме и патувале и досега и осега патуваме по 4 сати ноќе пешачиме до автобусот до село Самоков, па да стигнеме на автобус. И во еден ноќеска мора да станеме, па да одиме ноќе. И додека ќе појавиме во Брод, таму ако свршиме работа, свршиме. Ако не, ако дојде на вечерта кој се врати во Самоков, па 4 сати треба да идеме од Самоков до Битово овдека. И другиот ден да бркаме работа. Пред неколку години, кога се направи асфалтот до Растеж и се пушти автобус да иде до Растеж. И народот одма доби олеснение. Автобусот доаѓаше во 11 сатот и се враќаше назад за Кичево. Не оди една година работи, автобусот се престане и народот па остава отсечен од таа линија. Пречката што е, дали од општината што не презема мерки, дали од предпријатието и така па народот е отсечен од автобус. Единственото урбано парче земја во поречијата е населба Самоков, која се уште обстојува на ветриштата. Самоков, таа древна населба, постапно добива физиономија на градска средина, наликувајќи на убаво издекорирана урбана мини населба. Тука, благодарение на фабриката Сувенирка, се чувствува некоја живост и раздвиженост, за разлика од замреноста и патетиката, што е одлика на рустикалниот, средновековен начин на живот во поречката Клисура, каде што одамна згаснал животот.
Ако појдеме од анализата на фактот дека селото, поточно моќта на селата, го означува на некој начин и карактерот и моќта на државата, иако на некој начин исто така се простудира аксиомата дека комуникацијата е основна вредност, што возможува витален живот на еден граѓанин на една држава, што му нуди сигурност и гаранција за еден мирен и спокоен живот, а истовремено го легитимира неговото достоинство, почит и интегритет, преку оваа наша репортажа ќе може да се насети колку се водело грижа за овој човек, колку државата го осмислила и организирала, го водела овој крај, и дали денеска во својата политичка размисла ова население е некаде стационирано или не. Ова нека биде приказна и за сите нив, и за сите оние кои што ќе се препознаат со поречието со човекот заборавен, евидентиран само во пореските тефтери. За овој атрактивен, толку далечен и сепак близо крај, досега непрепознатлив за медиумските пера, може да се зборува со денови, да се пишуваат книги, драми и да се отликуваат стотици судбини. Поречието, поточно неговото отсликување, ке го сториме преку селото Битово, оддалечено 12 километри од Самоков, најголема селска населба. Тоа е крајно село во горно поречие, во кое живеат уште 20 семејства. На Петровденските празници годинава за прв пат по 50 години се собра и старо и младо, со цел да се видат, да си поприкажат и да размислат што потаму ќе сторат со своите куќи, ливади, ниви и кории, дали ќе ги остават на забот на времето или пак ќе превземат нешто со цел да го ревитализираат нивното старо напуштено огниште. Порано во бившата Југославија постојува овде селани домаќинства околу 40-50. Тие се занимаваа со сточарство, земјоделство и воќарство. Тие луѓе беа овде многу мажни. Пазарот беше многу удален, гостивар. Од Брод се наоѓаме ние многу далеку 9 сати. Кој ден денеска до Самоков пешачиме по 3 сати. Нашиве луѓе овде дури беа целокупно, дури не стана емиграција, дури не заминаа во странство и да се запослат поголе подолу, многу патеа маки. Многу беше тежок животот. Нашите луѓе од шумскиот пат Пеклишта до село Битово го правеа ручно патот, за да може некои луѓе да се пребацат вака со некој возило. А и ден денес имаме пат до Растеж и патуваме пешки до село Самоков 3 сати. За нас не презема никакви мерки никој. Било нашата местна заедница овде, или по другие села, било општината, посланиците, преседниците, никој не дошол да прогледа по селава како живеат оваа луѓе, со што се занимава. Нашиот народни пратеник што е гласан оваа година, си направил пат и си организирал да прави пат во село Крапа. А овдека не иде да уидеме. А тоа е исто и директор во Шумсково. Шумите ги користат минимално. За нас ништо не останува. И меѓите наши ми взеле и користат и ние не си плаќаме. Јако имаме своја шума. Ова шума што ја гледате, на жалост, не е во собственост на нашето село и така што е таа во собственост од 1834 година.
ние имаме за ова шума купено. Тапија имаме од 1834 година, купено од турските власти. Така што, после војната, ова шума без да се праша селото, населението на овој народ е одземена и е во властите на шумското стопанство во Брод, односно на државата. Со тоа е селото осиромашено и опустошено. Значи, најголемата екзистенција на овој народ била некогашната шума, пасиштата, сточарството и други некои гранки кои што се бавеле. Но, со пропаѓањето на Југославија, созреа условите, можностите да она што некога селото го имало и го сторило, да покушаме поново да го вратиме во своите раци. Така што сега веќе влагаме во спор со општината, односно со шумското стопанство во Брод, со Републиката, и ги користиме сите уставни и правни на легален начин да го поврати имотот што е некогаш беззаконски земен. Тоа е целта на нашиот народ, така со тоа ќе успееме да селово, дел од младината повратиме, да створиме услов еден за живење. Самите гледате ова што значи за нашето село. Ова е користено цели 40 години од страна на шумското стопанство. А замислите дека за целото време во ова место, во ова наше село, не е направена ниту една чешма. Луѓето дури едно дрво не смеа без дозвола да пресечат. Јас се викам Богидар Стојавски, роден сум во ова село, 50-та година, а сега живеам во Тетово, село Бревеница. Неколку 20 години тамо што живеам. Ова село е доживело судбината за оцелување на младиот кадар, највише за послувањето. Народот немал младиот кадар, нарочно немал кај да се запослува и морал да бара екзистенција нејде ван ова село. Е сега, ова село може да проживее, да проработи уште повише. Ако нашиот македонски парламент, нашата влада, би се помилувала, би отворила некој погон овде, некој мал погон за дрвна индустрија, нарочито овде највише е застапена дрвната индустрија, како што се гледа. Тогаш може младиот кадар би се повратил вам, да проживее тоа село, да проработи према другите села, да, шумите се овде најзастапени. Може сточарство. Овде пред неколку години имало негде над 3000 овци, имало говеда. Сточарството може да се развие. Зошто, например, шумско, да како шумско, работело толку време, имало овде многу млади што се могло да останат. Зошто во летен период шумското се ангажира што побрзо да извршат експлоатација на шумата до Македонски Брод или до Прилеп, а се могло да се отвори некој мало погонче, мини погонче во ова село, бар една пилана. И ќе се вработеле повише млади, ќе застанале во ова село. Од патова се направи со кола кој ќе дојдеш од Тетово Скопје, кој ќе дојдеш на кола, знаете какви се делови скапи, денеска на пола совина да пукнет, колку тоа кошта. Ако ќе поправен тато, секој утре ќе дошол кој што ицарен и кој што не е иселен од овде ќе дојде да види ова крај, ова милина, ова бавина овде да види. се од овде, ама видиш и тој на пример има овде кој што се останати фамилиарни луѓи, има по 5-6 деца, треба да ги носи за здравство, зено лекување, за една инекција да односи повише километри, тоа кога ќе се разбере тоа дека додека го однесе тамо, што ќе стане со него? Ако биле патиштата во ред, ако имало некоја амбуланта поблиску, би немало проблеми. Кога сваки јас најпрво, јас да едно работување да имам овдека, да има шанса, јас би се повратил во ова село да живеам, комплет, фамилиарно. Школото е проблем. Ја каде ќе пратам дете да се школува, да тамо 40 км, тоа мислам не е во ред. Жалосно има природно богатство да се напуши од овде. Поготово за бареж. Ова бави ново богатство овде го нема нигде. Одиме по градовите таму тргаме чадови загушливо. Овде бабушки се храната малку. Дека е чиста храна. Здрава, еколошка, чиста храна. Нема јаболка овде, ова еме што се гледа, не опште прска, никакви препарати не се употребуваат. Сите сме се собрали овде да слава овие денови, ја прославиме.
Денеска е Петровден. Се собрали сите народ, дошле, играат, пеат, се веселат. Сите села се собрале и се веселат. Овие се Петровденски средби во село Битово, општина Македонски Брод, кои имаа традиција повеќе векови, но за жал последниве децении од војната навамо, поради миграцијата на селото, беа занемарени, меѓутоа, последниве години се повеќе омасувуваат и се настојува да се привлече младината, да се покаже родното место на нивните родители и предци и таа традиција да не се заборави. Се собравне на овој светов ден и заедно со сите граѓани на Република Македонија да изразиме протест против Лисабонската декларација и подршка на македонскиот парламент и македонското раководство за зачувување на името кое го имаме, да. Република Македонија. Јас ви се благодарувам и можам да ви посакам добродојдовте во нашево село и да ви пожелам се најдобро за овие петровденски средби. Голема слабост постои, голема слабост кај власта. Не ги гледат луѓето, не гледат луѓето кај живеат и како треба да живеат. Значи, ние сме најзабасени села овде, најудалени од општина Македонски Брод. И од секаде.
А имаме услови да се развие. Прво и прво патот, равна заштита и ред други работи што се потребни за човек. Ако биле патиштата во ред, ако имало некоја амбуланта поблиску, би немало проблем. Кога сваки јас најпрво, јас да едно работување да имам овдека, да има шанса, јас би се повратил во ова село да живеам. Може подобро се живее само пречка овде за нашето село, патот. Сум живеел долго време и сакам да одновам ова куќа овде, да ја направам добро. Како сами гледате, малку распадната беше, да ја поправиме, да се однови. Јас сум сама овде. Децата ми се гостивар, живеат таму. Ја овдека сум. Така. Од она што имавме можност да го слушнеме и видиме за 3 дена престој на Петровденските празници во село Битово, во овој прекрасен шумски пејзаж останува еден впечаток кој се таложи во размислата и наведува на заклучокот. Кој се поиграл и сега се поигрува со ова ортодоксно македонско население? Кои се тие небулозни и мистични сили што го сместуваат поречието во заборавот, бришејки го од географската карта и од очите на љубопитноста? Зарем 50-годишното омаловажување на поречкиот селенец не е доволен показател за неговата извонредно силна моќ за опстој, гаранција за една лојалност кон дедовото и татковото огниште? Зарем денес, на прагот на 21. век, се уште треба да разговараме за патна мрежа, поврзаност, вода и струја? Не можеме ли да смогнеме сили овој прекрасен живописен регион, кој изобилува со невиден природен, негибнат колорит, да го претвориме во рајска градина, да му вдахнеме живот, да му го определиме социолошкото место во современите општествени текови? Да подсетиме повторно на една стара француска поговорка што вели: здраво село, силна држава. Воспротивно, кој сме ние и по кој пат се движиме? А патот е тука, пред нас. Само 50 километри не делат од природата, од незагаденоста, од невидената и досега за многумина недопирлива убавина. До кога?